Последни вести денеска, добро вечер. Во Лондон, подпис на договорот влада со влада, дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство, со кој што на земјава и се ставаат на располагање 6 милиарди евра за инфраструктурни и капитални проекти, ставија вице-премиерот Николовски и британскиот министер Томас Герет. Според Николовски, ова е одлична можност за развој на земјава. Во Лондон, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и британскиот министер за услуги, мали бизнис и извоз во Министерството за бизнис и трговија Герет Томас ставија подпис на договорот влада со влада, дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Со подпишувањето на земјава и се ставаат на располагање 6 милиарди евра за инфраструктурни и капитални проекти, пари кои ќе се користат само за проектно финансирање. Николовски уште еднаш повтори, станува збор за историски договор кој на земјава ќе и донесе развој. Ова го гледаме како одлична можност за целата држава да се развива. Веќе имаме 3 проекти кои што се подготвени. Она што е уште поважно за нас е дека ќе го искористиме искуството, но и најдобрата експертиза од британската јавна администрација, како и британскиот бизнис сектор, со што нашата администрација и нашиот бизнис сектор ќе дојдат до едно сосема ново ниво. Според британскиот министер, овој меѓувладен договор е значаен чекор напред во идната трговија меѓу двете земји. Вели, инфраструктурните инвестиции се клучни за поголем економски раст и подобар живот на граѓаните, а токму тоа е, како што рече, нивна заедничка цел. Ова ново партнерство е значителен чекор напред во идната трговија меѓу нашите две држави. Навистина сум возбуден што македонските и британските бизниси ќе работат заедно за да можат да испорачаат битни инфраструктурни проекти во Македонија. Меѓувладиниот договор ќе поддржи испорака на клучни проекти. Со парите според планот ќе се градат двата колосеци на брзата пруга од Табановце до Гевгелија, клиничката болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип, болницата во Кичево, како и реновирање на болницата во Тетово. Од 6 милиарди евра за овие проекти на владата првично и се потребни 2,2 милиарди евра. Од она што досега е познато е дека средствата не мора да се искористат во целост, но според најавите во следниот период ќе се работи и на нови проекти во енергетиката, животната средина. По подпишувањето на договорот во Лондон, тој ќе треба да биде ратификуван во Македонското собрание, а да помене и на влада во Британија. Откако ќе се заврши тој процес, според најавите, ќе треба да почнат и официјалните разговори во однос на начините на финансирање и начините на реализација на проектите. Николовски се надева дека летово ќе имаме веќе договори, а на есен земјава ќе почне и со работа на терен. Нетранспарентноста и неотчетноста на владата имаат реперкусии. Не сметам дека договорот е антиевропски, но симптоматично е тоа што оваа влада посегнува по фондови кои што доаѓаат надвор од ЕУ. Изјави во вечерашното само интервју на Канал 5 екс-вице-премиерот Фатмир Битичи. Зошто оваа влада посегнува по фондови кои што доаѓаат надвор од Европската унија? Сериозни европски средства имаме на располагање, но некој не сака едноставно да ги користи, затоа што веројатно критериумите на другата страна се полесни за користење. Ние имаме средства на предпристапната помош која што ни доаѓа од Европска унија, така? Но тоа не се 6 милиарди, тоа се 600 милиони. Да. 600 милиони. Имаме 700 милиони од планот за раст. Тоа се 1,3 милиарди, во кој што единствениот услов е да покажеме дека навистина сакаме да се промениме. Условите, тие пари пак ќе ни стојат на располагање, не е спорно. Па не сум сигурен дека ќе ни бидат во интерес. Делот пругата од коридорот 8 е дел од планот за раст. Но разликата е дали ги задолжуваш твоите деца или добиваш неповратни средства. Кога добивате пари од Европска унија, гротото се неповратни средства. А кога добивате заем, затоа што овој стратешки договор не зборува за неповратни средства, зборува за техничка помош. Ја читав изјавата на министерот за економија на Велика Британија. Е техничка помош се консултантски услуги за да се доразвијат работите. И второ, проекти, финансирање на проекти преку заеми. Договорот ќе оди во собранието пред пратениците, изјави премиерот Мицкоски, кој е дециден дека ништо нема да се носи на нетранспарентен начин. Ке дојде во парламент пред пратениците, ние
шверцерски ништо не носиме, не злоупотребуваме европски знамења, ќе го видат пратениците тоа што следи. Дел од тој проект е изградба на пруга, која што ќе ги поврзе Табановци со Гевгелија, реконструкција и модернизација на истата, завршување на клиничкиот центар во Штип, заедно со зграда за медицински факултет и студентски дом, изградба на болницата во Кичево заедно со здравствен дом и целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово. И тука не застануваме, бидејќи се уште имаме најмалку уште 60% од рамката која што ни е на располагање. Така што на ваков начин се гради државата. Председателката Силјановска денеска имала кус телефонски разговор со председателот на Украина Зеленски, во кој што, како што информира од кабинетот, изразила поддршка за напорите за крај на војната. Во разговорот Зеленски ја информирал македонската председателка за интензивните дипломатски напори насочени кон постигнување договор за праведен мир во најскоро време. Украинскиот председател се заблагодарил за македонската поддршка и најавил одржување самит Украина-Југоисточна Европа на лидерите на земјите од регионот. Обвинителството поднесе обвинение поврзано со скандалот со биолошката терапија на онкологија. Обвинети се двајца, екс-директори и уште тројца лекари-онколози за злоупотреби со скапата терапија и за тешки дела против здравјето на луѓето. Паднаа обвиненија за скандалот онкологија. Обвинителството во две поединечни постапки ќе ги гони екс-директорите Нино Васев и Нехат Нухи и уште тројца онколози за финансиски измени, но и тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување на болни. Васев е прво обвинет во двете постапки, па обвинителството го товари оти прибавувал имотна корист, применувал неподобен начин на лекување со што тешко го нарушил здравјето на пациентите. Па откако со свој подпис ќе го препишал и одобрал лекот, дел од лековите фиктивно ги раздолжувал, односно не ги аплицирал на пациентите во чие име овие лекови биле требувани, па така постои разлика помеѓу евидентирана требована количина за пациент и раздолжена количина за пациенти во износ од околу 2 милиони денари. Ова е констатирано кај 9 пациенти. Станува збор за вијали и таблети од вкупно 9 лека, и тоа Херцептин, Авастин, Ербитукс, Фулвестрант, Тразимера, Кацајла, Оксалиплатин, Зелборав и така натаму, за кои прибавил противправна имотна корист од најмалку 13 милиони денари. Обвинителството со вештачања од експерти од Србија и Словенија кои ја чешнале медицинската документација утврдило дека неподобно се лекувале 30 онколошки пациенти, кај дел од нив не се давале соодветни дози. Тешко го нарушил здравјето на пациентите. Во дел од случаите, ова му било возможено од вториот обвинет, кој му ставил на располагање свој факсимил, со кој одобрувал и препишувал терапија и свое корисничко име и лозинка со кој таа терапија раздолжувал во ХИС системот на јавната здравствена установа. Кај 29 пациенти од вештачењето кое е изработено во Словенија е утврдено несоодветно давање на терапија. Од обвинителството велат дека и врз основа на медицинските истории е утврдено дека се давале терапии со лекови од новите генерации, дури кога било многу очигледно дека пациентите од таквиот лек воопшто нема да имаат корист. Инаку истрагата за скандалот онкологија беше отворена пред повеќе од 1 година. Тоа беше се. Пријатна вечер.